Здраво, бикови, добро дојдовте и ајде заедно да ги толкуваме пораките кои ни ги спреќа таротот, а се за вас и месец октомври. Значи, се што ќе биде кажано овде ќе се однесува за вас, биковите, се разбира, месецот октомври, но ќе се однесува за сите од вас, буквално сите од вас, ова се генерални пораки и ќе се однесуваат на апсолутно сите полиња од животот. Затоа, вие ќе мора да внимавате. Она што не е порака за вас, едноставно не е за вас, нема да ви има смисла, не го пронаоѓате, тоа треба да го изоставите, да не обрнувате внимание и да се фокусирате само на она која ќе го почувствувате дека е порака за вас, а јас ви посакувам да ве води, да ви се најде некако во животот. Сега, пред да започнеме, да не заборавам само, ве подсетувам, претплатете се, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, тоа нам многу не значи, а вам, на најверните, на некој од вас, ќе ве израдуваме со без подарок, бесплатно, лично тарот толкување. Ајде сега да видиме октомври, што сака, каков ќе биде октомври за вас, биковите. Ова ќе биде една порака за сите вие кои сте доживеале некаква загуба во минатото. Значи не е за сите, само за тие што во минатото, значи не е ова што нешто што ќе се случи, ова е завршено, ова е крај, дел од минатото. Нешто сте доживеале, некаква загуба. Се случило нешто и без разлика дали е изгубено за секогаш или има тука нешто постои, вие во тој момент, тогаш, во минатото, во некој момент од минатото сте го доживеале како најлошото нешто што ви се случило, како една страшна загуба, страшна трагедија. И сега што се случува во октомври? Во октомври повторно се појавува, повторно излегува на сцена, повторно станува тема во вашиот живот. Дали вие самите го поттикнавте и го повикавте, или пак самото тоа си се наметнува, за секој ќе биде различно, меѓутоа повторно се појавува и овој пат со една сосема друга енергија. Која е таа друга енергија? Таа другата енергија е ваша енергија, затоа што вие овде сте водени од нешто. Водени сте буквално од нешто, од некаква интуиција, од нешто во вас, нешто ве води, ве турка напред, ве води, ви ја покажува насоката и вие го следите, верно и слепо го следите ова чувство. И во октомври, буквално, ќе се спротиставите на се и сешто. Затоа што, очигледно, не ќе има, туку сите ситуации, сите околу вас го зборуваат спротивното. Дека вие упорно сакате да турнете зид со глава, дека упорно тропате на затворена врата, дека упорно се обидувате да направите нешто кое веќе е завршено. Но вие во вас знаете дека тука има нешто за вас и мора тоа да се направи, мора да се реши, мора да се почне, како и да е. И решени сте, ќе ги искористите сите сили, сите методи, сите начини, се што знаете и умеете и ќе тргнете кон ова, кон остварување на ова, што е, не знам, вие само знаете. И морам да признам, во октомври дури некои од вас ќе искористат и некои нечесни методи. Затоа што очигледно решени сте, вие сте решени, вас никој не може сега да ве поколеба. Нема назад враќање, сте одлучиле. Се извинувам. Сега, може да станува збор за се, може за работата, може за љубовта, може зашто и да е, какво и да е ова поттикнува од, кажав, некаква загуба, во минатото вие сте биле тој што изгубил, вие сте биле губитникот, вие сте биле победени и сега вас мотивот вие да го победите овој што ве победил некогаш, да му вратите можеби на овој што ве повредил некогаш, или пак ситуацијата да ја
свртите од друга страна, ако е ситуација, не е човек. Ако е човек, тогаш јас мислам дека се работи за овен или јарец. И мислам дека тие вас во нешто ве победиле. И сега во октомври повторно ве гледаат дека правите нешто, но се спокојни затоа што мислат дека повторно се тие победници. Вие не можете да ги победите и тоа е точка, за нив тоа е факт. Не се ни надеваат дека нешто ќе направите поинакво, но за жал тие не знаат она што ние сега овде го гледаме, а тоа е дека ова нешто сосема ќе заземе друг правец овој пат. Овој пат нема да заврши исто како претходниот пат. Но, морам да ви кажам дека исходот немојте да го очекувате уште во октомври. Во октомври вие само чекорите ги правите. Вие само ја пружате раката таму далеку каде што сакате да посегне. Вие само го искачувате првото скалило од тие неколку степеници кои треба да ги поминете за да го постигнете она кон кое сте тргнале. Но, штом сте почнале, вие ќе стигнете. Јас гледам дека вие ќе стигнете. Но, октомври ќе биде само патот кон тоа. Нема да ја видите уште целта, уште е многу рано за тоа. Многу е рано. Но исходот е одличен за вас, затоа ве поттикнувам, значи нека ве води оваа звезда, нека ве води оваа интуиција, ве води во права насока, верувајте си, верувајте и на вашата интуиција, верувајте му на тоа чувство што ве води, тоа е правилното, тоа е вистинското, ќе ве донесе во една нова ситуација. Значи ако беше институција со која имавте некакви недоразбирања, ќе заврши тој процес, ќе им ги одземете можностите, ако е човек, може би помоќен од вас, ќе му го одземете можностите да ве чува во ситуација на немој, во ситуација на разочараност. Како и да е, зашто и да се работи, овој циклус ќе го завршите, тоа вие сами ќе го завршите и после тоа следува за вас. Јас гледам дека емоционално задоволство некој следува, може би не се работи за пари овде, не се работи за такви нешта, материјални нешта, но гледам дека емотивно задоволство. Овде се работи нешто е поврзано со чувствата очигледно. Но, кажав, ова ќе го гледате веќе подоцна, може би од октомври од ноември па натака. Октомври ќе биде само сета оваа активност за сега. Други од вас исто така, октомври ќе биде месец на очекувања. Чекате вие некаков документ, може би, чекате некоја одлука од некаков совет, некаква институција. Чекате вие нешто, буквално чекате во раце да дојде некој документ до вас. Меѓутоа, октомври нема да се случи. Морам да бидам искрена, нема да се случи. Октомври јас ве гледам како ќе си чекате. Може би ова вест нема нешто многу да ве разочара, затоа што не сте нешто вознемирени. Вие можете да чекате. Не ве вознемирува фактот дека ќе чекате. Други од вас пак, вие ја напуштате средината во која сте биле досега. Оваа средина може да биде некој од вас може би работното место го напуштате, заменувате на некое друго. Некој од вас буквално се селите, и тоа ако е преселба, јас мислам дека се селите на некои подалечни дестинации. Некој од вас пак ја напуштате средината, може би соседството, заменувате во некое друго. Како и да е, некакво ново патување во очекува. И во овие моменти нема да ви изгледа лесно воопшто и не се ни надевајте дека ќе биде лесно, но нека ве води едно нешто. Нека ве води целта. Вие си ја знаете која е целта и колку и да е тешко, колку и да е напорно, колку и да е патот колку и да е тежок патот, вие упорно останете на тој пат, затоа што
целта е, вие сами знаете дека е многу добра, но и ќе ви донесе многу убави нешта во вашиот живот. Значи, останете на патот на кој сте. Тоа е тој пат, тоа е тој судбински пат. И да, една кратка порака имам за сите вас, вие сите што верувате во судбина, да знаете дека овој месец буквално ќе има моменти кога ќе речете ете, јас знаев, не може да се избега од судбината, не може да се избега од кармата. Меѓутоа ова ќе го кажете за некој друг, некој што ви наштетил, затоа што кармата сега својот круг го привршува и се враќа онаму од каде што почнала. Она што вам ви го правеа, целиот тој процес го проживеавте, го издржавте, завршува и сега она што ви го правеа, ќе го доживеат. За некого ова е порака. Други од вас, вие што сте во брак. Очекувајте некакви големи промени во бракот и во домот. Некаква неочекувана, ова воопшто вие не го очекувате, ниту го знаете, ниту го замислувате. Меѓутоа во домот кај вас доаѓа некакво ненадејно богатство. Сега зборот богатство за секого значи нешто друго. Значи што и да значи зборот богатство за вас, очекувајте, затоа што овој месец доаѓа во вашиот дом. И ова е порака само за тие што сте во брак. И тоа би било тоа за сега. Јас се надевам дека вие уживавте, се надевам дека има нешто што ќе ве води и ќе ви се најде, барем ќе ви ги олесни дилемите. И до следната. Чао, чао.